Мето, како гледате на клучните причини за победата на Трамп и поразот на Харис, освен економијата и миграцијата? Има ли некои плюс аргументи, причини кои сметате дека можеби се клучни? Дефинитивно, пред се демократската партија обично повеќе се фокусира на градовите, метрополите во низ Америка и обично републиканската партија се фокусира на внатрешноста и руралните места низ Америка и мислам дека не се очекуваше дека толку голема популација пред се ќе излези на гласање и второ ќе излези за Трамп, нели, популарниот глас или бројот на популарни гласови, Трамп доби 6 милиони повеќе од демократскиот кандидат Камала Харис. Така да дефинитивно едно е економијата. Тоа е најголемото, мислам, прашање за сите. Сите се секираат за джебот во овој период, за семејство, за фамилија, за деца. И така да бензинот е поскап, храната е поскапа, и така да видовме и пред изборието кај што главните организации за работодавачи или главната организација Teamsters не и даваше на Камала поддршка као обично. Тие асоцијации, организации даваат на демократите, оти нели мнозинството на луѓето мислат дека републиканската партија е повеќе за богатите, демократите се повеќе за работната класа, ама дефинитивно пресврт се направи во овие избори. Голема поларизација имаше претходно и на самиот ден. И мислам дека тука има тајни гласови, луѓе кои можеби во јавност не би кажале дека ќе го поддржат Трамп, а го поддржа. Латинскиот глас во Америка, колку 54% Трамп го доби во места како Маеми, кои обично не гласаат за републиканската партија. Во многу места низ државата, зборам во Флорида, во други краеви на Америка, направија пресврт на гласачкото тело. Сенатот нели го добија. Сега се очекуваат резултатите од представничкиот дом, финалните, но и тоа изгледа дека ќе остане во републикански раце. Така да дефинитивно нели анкетите покажуваат дека 50-50, некои покажуваат Трамп води, некои Камала, но дефинитивно мислам дека ги изненади, резултатите ги изненади сите во државата, вклучувајќи медиумите кои исто така мислеа дека Камала ќе има водство или ќе добија. И сите беа изненадени и сакам тука да ја спомнам улогата на подкастс и колку луѓе после можеби, знаеш како и ова беше на некој види и повторување на 2016 година, но во 2016 година Хилари Клинтон доби популарниот глас. Ги изгуби електоратот, ова гласовите на Electoral College, но ги доби популарниот. Овај пат Трамп доби и Electoral College и популарниот глас, популарното гласање. Но тогаш мислам дека многу луѓе од револт или не знам што, повеќе ќе слушниш дека престана да ги гледаат националните телевизии или места како Fox News или CNN или MSNBC, NBC, ABC, тие главните телевизиски стани,
и повеќе се, возиш за работа, слушаш подкаст. Се враќаш дома од работа на метро, слушаш подкаст. И мислам дека повеќето во Америка почнуваат повеќе да го користат тој подкаст а тие подкаст како Joe Rogan и други дефинитивно имат голема поддршка од мажи во Америка и жени, но видовме и абортусот или Македонија и Југославија на времето и други се многу понапредни во ова. Ние во Америка се уште абортус е нешто што владата се уште одлучува, системот оставува на државите, уставниот или Supreme Court влезе во таа дебата. Но изненадувачки беше дека очигледно и на многу жени тоа не беше приоритетот. Економијата беше поголемиот приоритет. Така да тоа е во горе-долу како можам да ја проценам состојбата, зошто, како. Некои аналитичари сметаат дека изненадувачки што во толку голем број жените гласале за Трамп, знаејќи ги неговите ставови токму за жените. И освен тоа, изненадување за некои аналитичари, велам, е фактот што голем дел од работничката класа, од онаа пониска, понеобразована класа, сепак гласала за човекот кој е моќен бизнисмен тајкун. Мислам дека работодавачката класа на луѓе во Америка се дојдени од многу места низ светот, доаѓаат за подобар живот во Америка. Така и моите дошле во Америка и многу македонци дошле во Америка за подобри и тука знаеш како не може да се процени дека школована или нешколована класа или знаеш овде табуата сите или како да кажам сите предвидување се срушија во овие избори. Имаше и бизнис класата што како Washington Post како медиум одлучи да не даде поддршка на еден кандидат, endorsement. Обично Washington Post во сите избори дава проценка кој е подобар за Америка. Овај пат одлучија да не го права тоа. Джеф Безос е газда на Washington Post и гледаме Илон Маск и поддршката од Илон Маск кон Трамп во кампањата. Тука не може да се каже дека е само работничката класа дека даде поддршка, очигледно доби во места како Мајами, кој е доста едуцирана класа на луѓе, или во Тексас, кај што најголемите компании сега се од IT сферата се базирани на Тексас, во Лас Вегас, во Нью Йорк. Во Нью Йорк мислам дека добија републиканците неколку повеќе седишта од тоа што очекува. Така да пак ќе кажам на крај на денот реториката можеби не е толку битна на кандидатот колку што е стравот или несигурноста и знаеш што може и тоа како да кажам демократите направија голема грешка кога Бајден кажа дека ќе биде председател само за 4 години и после изненади дека ќе се кандидира повторно. После видовме дека здравствено не е добар
и пролонгираше дур се објави Камала Харис, и после тоа даде повеќе аргументи дека Демократската партија наместо да има систем на гласање за кандидатот, тие назначија кандидат без да има, иако таа доби огромна поддршка од Демократската партија, делегатите на Демократската партија и во самиот старт и парите што ги собра. Така да дефинитивно она ја доби таа поддршка, но кај многу луѓе кои исто така веруваат во систем на демократија и гласање, би сакале да бидат одлучувачи во дали е таа стварно нашиот кандидат. И не сакам да зборувам дали она била или не, но процесот дефинитивно можеше да се подобри во последниве 2 години, и Бајден да ја дадеше таа поддршка за Камала многу понапред, можеби тоа ќе имаше пресврт, не се знае. Тоа ја го зборам ова, оти тоа е нон-стоп на телевизија моментално во Америка, и нели на X, на претходно Twitter, нели се викаше сега X, нон-стоп има дебати кој како, кој е крив, зошто, како, но дефинитивно тоа не застанува. Видовме говорот на Камала Харис вчера дека даде, прифати резултатите на изборите, за разлика од Трамп во последните 4 години кога не ги прифати. Така да убаво е што и прифати и кажа дека ќе има, да речеме, лесна транзиција на помеѓу Бајден, Камала администрацијата и Трамп Венс. Власта во Македонија отворено навиваше за Трамп, надевајќи се на некаква економска, финансиска поддршка, знаејќи ги релациите имајќи всушност контакти, релации и средби со Гренел, кој пак во Европа важи за прилично контроверзна фигура. Ричард Гренел нели беше амбасадор во Германија, директор на националната интелигенција во Америка беше за време на Трамп, и Гренел активно беше и вклучен околу Србија, Косово, нели имаше и период кога предзатоа назначи свој представник кон Балканот, а State Department имаше друг представник за Балканот, ако се сеќава, Матју Палмер беше во тој период. Можам да грешам сега. But, знаеш како, сегде во светот политички партии имат фаворити, нели? Тоа не може да не изненадува. Баш Сабајлева слушав подкаст за британската политика и како министерот за надворешни работи на Велика Британија објави многу лоши коментари за Трамп, а сега ќе мора да има соработка, нели, администрацијата на Велика Британија ќе мора да има соработка со администрацијата на Трамп. Така да ВМРО се поблиску со конзервативните во Европа, EPP и како и во Америка. Дефинитивно јас би сакал да се подобри економската соработка помеѓу Америка и Македонија, пред се како македонец кој е роден и растен во Америка, сакам да видам Америка да биде добриот и најголемиот партнер на Македонија во сите поли на економски, развојни, човечки односи, културни, како и безбедности. Македонија, нели, како членка на НАТО, е фактор и е на маса, и се надевам дека тоа ќе може повеќе да го искористи. Не можам да зборувам за ветувањата
предизборни, нели, тоа имаше посети доста, некои од тие посети се благодарејќи на Крис Павловски, кој е македонец од Канада, кој фирмата Rumble е competitor на YouTube и беше мислам, често доаѓа во Македонија, он е од Македонија, нели, по потекло, и е на бордот на Македонија 2025 и донеси клучни луѓе од Трамп кампањата во Македонија летово, мислам дека тој период, и видовме и објавите и честитките на министерот за надворешни работи и трговија во Македонија Тимчо, како и премиерот и други. Така да се надевам дека тие блиски односи ќе придонесат кон поголема економска движење и развој во државата. За нас како организација е многу битно да Америка и Македонија да има договор за двојно одданачување и double taxation treaty, кај што нема да, например, македонци кои сака да се пензионираат во Македонија да не бидат одданачувани во двете држави, или бизнисмени кои сака да инвестират или слично, и евентуално Македонија да влези во безвежниот режим. Сепак сме во таа виза либерализација за Европската унија, и светот се движи, секој сака да се движи слободно, особено кога доаѓа за бизнис релации, фамилиарни релации и слично. И така да тие се многу клучни работи за нас и се надевам дека на тоа ќе се работи. Сега колку поддршка Трамп администрацијата ќе даде кон Европската унија или членството за Европската унија, не можам да предвидам. Знаете, Трамп не е голем поддржувач на мултилатерални организации, тоа го видовме со НАТО, но истовремено туркаше државите членките на НАТО да го зголемат проценката за трошење на во безбедноста од бруто домашно производство, нели, тоа минимум 2%, а многу држави не го исполнува. Мислам дека сега 23-24 држави го исполнува од 32 земји членки, и Македонија е над 2%, колку што дознав во буџетот, предложениот буџет. Така да тоа се позитивни работи и Македонија нема да биде на мето дека не го исполнува тој 2%. Така да тоа е убаво. Верувам дека други држави кои не го исполнуваат, тоа ќе биде побарано од нив. Знаеш како, Македонија, Америка е партнер на Македонија, и Македонија треба на сите можни полиња да го зголеми тоа, вклучувајќи и поголема екипа на македонски дипломати во Америка, во амбасадата во Вашингтон, за да може да стварно да се направи некаков пресврт во однесите. Зборувам и повеќе релации помеѓу Америка и Македонија, повеќе посети. Знаете, мислам дека Помпео, државниот секретар на Америка за време на Трамп, беше последниот државен секретар да ја посети Македонија, а претходно немала посета 20 години од државен секретар. Јас како американец со македонско потекло сакам да гледам почесто тие средби да се случуваат, не само на маргините на конференции или самити на НАТО или други мултилатерални алијанси. Што се однесува до Америка, секогаш надежите се во решавање на клучните спорови, најтешките проблеми, спорови на Македонија со соседите, имајќи го на ум
сојузништвото, стратешкото партнерство, пријателство со Америка? Гледате ли сега можност за решавање, помош за решавање на спорот со Бугарија? Верувам дека ќе има поддршка и притисок. Видовме, имаше една ситуација кај што една конгрес представник Клодија Тени постави прашање на Габриел Ескобар, кој беше главен за Балканот на Бајден администрацијата и побара што прави State Department за македонското малцинство во Бугарија, дека има 14 пресуди во Европскиот суд за човекови права. И Ескобар објави дека америчката амбасадорка во Софија нон-стоп ги спомнува тие работи во билатералните односи. После имаше голем демант од бугарската министерка за надворешни дека тоа не е точно. И после имаше као backpedaling на Ескобар и малку како да не се случило тоа. Ако се сеќавате, мислам дека тоа беше пред 3-4 години. Во самиот извештај за човекови права на Бугарија секоја година, од како што памтам, пишува за правата на македонците, дека Бугарија не го признава. И мислам дека Америка, и дури ако имаше и репорт на ЦИА во 71 година, кај што зборува дека Бугарија има македонски синдром кога доаѓа за односите со Македонија тогаш во Југославија. Така да верувам дека и тоа би сакал да сепак сите земји во светот треба да ги исполнуваат тие клучните демократски процеси и признавање на малцинства. Македонското малцинство во Бугарија и Грција е дел од општеството и помага во напредувањето на тие држави. Баш синојка бев на вечера во Флорида тука, кај што зборував со една македонка кој ми кажа дека работи со бугарин и он објасна од каде е. И она вика, па ти може би имаш македонско потекло, и тој вика, па да, имам македонско потекло, ама сум граѓанин на Бугарија. И така да Бугарија треба да имаше извештај на Обединетите нации, Геј Макдугал, независен представник, репортер за малцински права, кога отиде во Бугарија и во репортот рече дека македонското малцинство ќе помогне во подобрувањето на Бугарија како демократска земја и дека треба да се престане дали или нема македонско малцинство. Така да тотално е во ред да се бара реципроцитет и иако знаеме дека Бугарија е земја членка на Европската унија, кај што Македонија сака да влези, но ќе видиме како ќе се одвиваат работите сега и откако Трамп ќе влези во мислам президентскиот стол и кој ќе биде државен секретар и какви се приоритетите. Македонија сигурно нема да биде на највисоко приоритет за надворешната политика, поради гледаме каде има конфликти во светот. Многу позначајни конфликти кај што народ гини и така да верувам дека повеќе ќе бидат посветени на Украина, Русија, ситуацијата со Израел, Газа, Иран, Венесуела, Кина и ред други работи која доаѓа за билатералните и мултилатералните односи на Америка. Ви благодарам за овој разговор.